Општината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025. Добро вечер повтор пат денес на програмата на Вистинска телевизија, специјалната локална програма посветена на представување на дел од кандидатите на локалните избори 2025 нашето Скопје. За оние што подоцна се вклучиле или не следат, само да кажеме дека ова е логична последица на циклусот посветен на Скопје и скопските случувања, локалните вести од градот, скопските знаменитости и се што е поврзано со главниот град и неговите општини во поширокиот скопски плански регион, и од тука нели произлезе и нашата иницијатива во овие локални избори, во овој прв круг, секако и во вториот, доколку таму каде што ќе го има, да се вклучиме во представување или приближување на кандидатите. Вечерва, да не должам, мојата колешка Викторија Петровска ќе го представи вечерашниот гостин. Јас само ќе кажам дека имам братоврска, бидејќи не живеам во таа општина, меѓутоа една општина која што инсистира на својата урбаност и која што каде што кај една генерација помлада или сега веќе можеби и средна генерација во средни години влада е непишаното правило дека се излегува по тренерки, патики и онака неформално. Повели Вики. Така, добро вечер и од мене. Нашето Скопје и представување на кандидатите за градоначалници на скопските општини. Веќе погодувате, се работи за општина Аеродром и вечерва го представуваме кандидатот за градоначалник од СДСМ, доктор Александар Трајановски. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана и еве што сте овде во студиото на Вистинска телевизија. Како сте? Благодарам на покана. Прв пат сум овде, можам да кажам на пријатна атмосфера и се надевам дека ќе имаме пријатен разговор. Така. Се надевам дека не ми забележувате, не сум коментираме, меѓутоа навистина тоа во позитивен контекст во аеродром е, јас кога излегувам некогаш на кафе во аеродром да се видам со луѓе, ако отидам со сако или со многу Малце чудно гледа. Не си во дрес-кодот на општина. Аеродром има една историја и се присетале сите во тренерки. И ја баш се викам сега незгодно да дојдам на дебат или да слушнеме да. Меѓутоа меѓу граѓаните сте меѓу граѓаните, да, апсолутно. Секогаш сум таков како што ме гледаат и во мојата општина и во моето мало. Атмосферата е опуштена и додека се подготвувавме за овој разговор, најчесто нели гостите се согласуваат дека студиото е така едно симпатично, пријатно, симпатично и опуштено место, додека се шегуваме на почеток пред да преминеме на сериозниот дел. Јас би сакал да напоменам ајде да речеме на шега која што по социјалните медиуми се вртеше пред овие локални избори, а го ја вртат и пред парламентарни, меѓутоа сега посебно специфично дека на медицински факултет ќе имало одсек градоначалник. Верувам дека ќе го споменеш тоа. Видите, докторите во многу ситуации користат и во политичка конотација. Тоа го има, па да речем, во сите политички партии. Па и парламентот не е прилично полн. И парламентот е шарен со доктори, така да зашто? Има голем број докторите што реално се професионалци во својата работа, но локалната самоуправа, па и политиката им е блиска страна. Зашто го зборам тоа? Ја во еден момент од мојот живот сум бил 4 години директор на клиниката за ортопедија, можеби во најтешкиот период за менаџирање кој беше ковидот. Апсолутно мислам дека позитивно одговорив на целата ситуација. Тој human resource, менаџирање со луѓе, менаџирање со простор, со време, со капитал што имате, мислам дека го изменаџирав многу добро, во тој период успеав и да ги изреновирам клиниката. Така да сакав сега една симбиоза да направам со локалната самоуправа, да видам како тука ќе се најдам. У една општина која сум растен реално. Така да мислам дека имам што да понудам на граѓаните на општина Аеродром и по мене не мора многу да зависи струката во однос на локалната самоуправа. Најбитен е тимот. Најдобро да имате тим од луѓе околу вас, професионалци,
Така беше и кај мене на клиника, имав тим на луѓе околу мене, што стварно секој си ја разбираше својата задача и реално функциониравме многу добро. Не може да знаете све, да сте експерт у секое поле. Се извинувам дигресијата, поупатени луѓе и поуспешни, да речем од мене, не мора од вас, и во политиката и во бизнисот, велат дека важно е да знаеш што не знаеш, Да. и да знаеш кого да прашаш. Тоа е уште поважно, веројатно заради тимот околу нели градоначалникот или било кој што е на некаква функција. Ние докторите сме суетни, малце како фела. Ама ја тоа гледам колку можам на минимум да го све, затоа што секогаш треба да прашаш. И да не ти е јасно и медицината нас не е све јасно. Апсолутно второ мислење, така. Затоа ако не прашаш, па тоа се одзива на пациентот. Така да. Клиниката реновиравте, ќе го реновирате ли аеродром? Се надевам. Видете, мислам дека после овие претходни 4 години локална власт, мислам дека не е тешко да истапите и да направите проекти со кои граѓаните ќе ве препознаат. Сакам да кажам, 4 години аеродром е тотално запуштен. Никогаш не бил вака запуштен. Нереално, јас сум разговарал со луѓе што се неутрални. Не зборам јак субјективно, ќе речат сега човекот дошол од Социјалдемократскиот сојуз и ја таму живеам. Цели 44 години. Аеродром бил, го знаеме сите, го памтиме, зелена оаза. Пространство, зелена оаза, убави чисти булевари, чисти сокаци меѓу зградите. Имал ден малски живот. Сакам да кажам, општината стварно била чиста. Се сведуваме моментално, кога ќе излезете од зграда, ќе видите со што све се соочувате. Ѓубре на секој чекор, буквално потрупани сме со ѓубре. Може ниме да викаме тоа е централна власт, сепак одговорноста мора некој да ја преземе, така. Мислам дека ние како Социјалдемократски сојуз, ја како кандидат имаме програма со која ќе направиме разлика. И тоа граѓаните ќе го осетат. 4 месеци, моја кампања веќе тера 4 месеци. Јас сум 4 месеци меѓу граѓаните. Разговарам. Најголема замерка на граѓаните е чистотата. Буквално најголема замерка. Затоа што сите го знаат аеродром како бил. Така да мислам дека во тој аспект имаме што да понудиме. На овие локални избори, како тема, нели, со сите кандидати, без разлика од која општина доаѓаат, па и кандидатите за град Скопје, а меѓу другото и вештачката интелигенција, која што со Викторија консултиравме во нашата прва емисија, и ја прашавме, ние нарековме Скопјанка, комунициравме со Грок на X платформата и ни ги даде 5 теми кои што реално во овие искуства, во овие изминати десетина дена како разговараме со кандидатите, всушност се и навистина темите кои што се и комуналната хигиена е на врвот и се што е сегментирано нели тука. Дали тоа е вашиот столб или може да се издвојат, ајде да не ве прашувам како веројатно таму каде што се работи за програма за концепт, постојат одредени столбови, некои ги нарекуваат постулати, главни точки кои што ја обележуваат вашата програма. Постои ли нешто друго освен комуналната сфера, па потоа ќе одиме со подпрашање. Има многу проекти кои би сакал да ги спроведам општина Аеродром. Во сите проекти на чело ќе биде граѓанинот. Јас сум доктор. Медицината ми е најблиска и најпозната и затоа би тргнало таму. Ако имаме здрава животна средина, ќе имаме здраво население. Тоа ќе ми биде постулатот. Значи, за да имате вие здрава животна средина, нормално неминовно е дека ќе ги надатреби да прво место, така? Добро, и сообраќајниот метеж е поврзан со здравје, Све е поврзано со здравје. Така, да, апсолутно, све е поврзано со здравје. Затоа и во неколку наврати најавив проекти кои ќе бидат во интерес на граѓаните. Ќе ги спомнеме во текот на ова. Зашто мислам за, еве ако почнеме од хигиената на градот. Имаме комунално предпријатие кое е во општината, ама гледате дека не функционираат работите. Не е само за да имате комунално предпријатие да вработите партиски војници, гледате дека тоа не оди така. Значи да, прво нешто што ќе направам ќе преку советот ќе пробам да зголемам платата на тие луѓе што се внатре, што ги викаме ние сезонски работници. Затоа што тие се сршта на целиот проблем. Или ни фалат, или прво ги оптеретуваме со многу работа, немаат опрема како што треба, а ја бараме целата одговорност се префрламе на нив. Сето тоа се пари. Сето тоа се пари. Во ред, ама видете, од негде ќе се скрати така. Анализа, да, се направиле анализи со експерти, да. Ја мислам дека има простор за префрлање на средства таму каде што се најпотребни.
не збориме тука ние за скратување на средства и за такви. Зашто го зборам ова? Ја мислам дека како намерно да се оставаш ова ѓубре, да не затрупа сите, за да речеме утре, еве видете како го изчистивме одма. Па аеродром 4 години не е педа мрднат последните 3 месеца, како може прскалките да почнат да работат? Како може да се коси тревата? Што правевме 4 години? Значи има ресурси, така? Значи имаме ресурси у самата општина. Ама како да знаете како ги научија граѓаниве? Дојдоа последните 3 месеци ќе се растрчаме и ќе ни го дадат гласот. Аеродром не е таков. Аеродром, па можам да кажам, има интелектуален капацитет кој знае да казни. Тоа на свој грб го осети СДСМ пред 4 години, кога буквално изгуби со дебела разлика и го казни народот. Мислам дека овој пат ќе го казни ВМРО-ДПН. Затоа што народот не може да се прелаже со 3 месеца работа. Апсолутно, по мене. Така да мислам дека овој народ сега ќе свати со кого има работа и мислам дека ќе го препознае тоа што ќе го понудиме. Вики, вистина ли се 3 месеци работа, бидејќи ти ги следиш локалните теми, мислам дека сме јавувале, шега настрана сега да не влегуваме ние во дебата. Така да не бидеме пристрасни кон работата на градоначалниците, Апсолутно. некако да и како да вие ги обвинувате актуелните градоначалници, меѓутоа градоначалниците пак град Скопје за надлежностите околу чистотата. Овде имаме една специфична ситуација, обично се жалат таму каде што дека немале поддршка или комуникација со централната власт, меѓутоа во овој случај, нели, се работи за комуникација, така што е интересна специфична аргументацијата. Така, ете покрај чистотата Трајановски, имате ли приоритет во вашата изборна програма? Ете кажавте веќе повеќе трае вашата излезеност надвор или со граѓаните, претпоставувам и крадевте идеи од граѓаните, зашто ќе работите приоритетно? Граѓаните ги слушавме за многу идеи. Реално разговаравме со голем број на граѓани, во голем број на мала. Прв приоритет им беше хигиената. Второ приоритет на кој сите се жалеа бе недостигот на градинки. Значи имаме ние околу 600 деца кои чекаат на листа за упис во градинки. Имавме претходно локална власт која имаше ветено 4 градинки, не направи ниту една градинка. Сега ветуваат 5 градинки. Што мислам дека не е во ред. Ние во нашата програма имаме ветено 2 градинки. Тоа можеме да го потврдиме зашто и во времето на Златко Марин беа направени 2 градинки. Имаме ветено 2 градинки, една е во Ново Лисче, една е во Мичурин. На места каде што има више проектирано за градинки. Зашто го зборам ова? Затоа што реално тоа се капитални проекти. Ние кога кажуваме капитален проект е градинка, не е капитален проект плоштад. Аеродром е огромен. Новиот дел на аеродром. Реонски центар. Тоа е дел кој ние треба да го одржаваме. Доста е да се одржува. Тука не треба да се гради. Ништо не, ја како градоначалник не би градил ништо тука. Ја би го одржувал тоа што е направено. А фокусот би го ставил во Долно Лисче. Таму ние треба да градиме. Таму треба да урбанизираме. Па тие луѓе кога ќе падне еден дожд се поплавуваат со фекалии. А таму ги црпат гласовите во мора најмногу. Во ред ли е тоа? Коректно ли е пред тие луѓе повторно да излезете и повторно да барате поддршка? Да, во повеќе наврати ги споменувате и политичките партии. Моето прашање е колку сега ќе се гласа за човек од општината, отколку за представник кој што е поддржал И колку ќе се гласа за или против, бидејќи најчесто, барем она што е како клише познато во изминати изборни циклуси, а вие и споменавте некои примери, дека обично кај нас, барем во нашето општество, луѓето се навикнати да гласаат против нешто, а не за нешто. Е, така. Во многу случаи, обично граѓаните се врзани со политичките партии. Мислам дека локалните избори, поготово во аеродром, знаат да прават огромни пресврти. Затоа што народот размислува своје главо. Не размислува толку политичка, поготово ако е разочаран од локалната власт, збориме, не збориме од политичката партија. Скоро имавме, значи, парламентарни избори пред година и пол. Знаеме како завршија. Ама на локално ниво, кога излезете меѓу граѓаните во општина Аеродром, ќе видите каква е разочараноста. Ја од тука ја црпам нашата анкета кога збориме меѓу граѓаните. Тоа е огромна разочараност од тоа што не е направено. Така да, мислам дека гласаат за партија, не викам дека не, ама сепак
во аеродром посебно се можни тие неочекувани гласови што може да завршат за кандидат. Не за партија, за човек. Зашто ќе препознаат, видете, јас сум 44 години на аеродром. Јас сум лечел 1 тон луѓе од аеродром. Значи ми се воле за врски, за ова. Не е тоа спорно. Ме знае голем дел од аеродром како јас сум отворен према сите. Ја нем спуштено на телефона, никој додека бев директор и 15 години сум ортопед. И ме знаат. Така да, доволно е јас тоа да го пренесам на локалната самоуправа. Зградата треба да биде отворена цела. Секогаш да биде отворена, да ги примате луѓето со сите забелешки што ги имаат. Реално. Тие што ме познаваат знаат каков човек сум е, знаат ја како ќе реагирам и кога ќе дојдам како градоначалник. Затоа кажувам дека личноста е, мислам, пресудна на локални избори и таква ќе биде и во општина Аеродром. Се наметнува прашањето на нели апропо и финансиите, меѓутоа и нормалното функционирање, носењето одлуки и така натаму. Во самата општина поддршката од Советот, меѓутоа и соработката со градот Скопје и соработката со централната власт. Најчесто нели сите велат дека е многу полесно кога се комуницира со, зборуваме за партиите со иста партија, и најчесто оние кои што не се од таа партија обвинуваат дека биле поинаку третирани. Која е вашата формула и вашиот став на сите овие нивоа? Сега ќе ви кажам нашиот став како партија во многу наврати сме го докажале дека ние работиме во интерес на граѓаните. Зашто го зборам ова? Ако се сеќавате, сегашниот ВД градоначалник отвараше градинка која беше целосно, кажи го, средствата беа дадени од нашата влада. Примерот Димитар Ковачевски ги подпишуваше тие средства, значи можеме да ги стопираме како влада. Јас би рекол вака се простете од владата на Република Македонија. Извинете, сакам да кажам беше премиерот Социјалдемократскиот сојуз. Е така, размислуваме како нашата и вашата. Ама не, сакам да ви кажам зашто е наша ваша кога збориме. Добро. Значи тука не сме ставиле ние тинкција дека луѓето се сега овде градоначалникот ВМРО нема да ги дадеме тие пари. Така ќе ги блокираме. Значи сме докажале многу наврати дека тие пари ќе бидат наменски дадени затоа што се во интерес за граѓаните, луѓе. Не е тука дали е ВМРО или СДС на власт. Океј, веќе може ќе биде таква позиција, ќе бидеме повторно во Скопје. Можеби ја ќе бидам во аеродром, Дук ќе биде во. Да, кон тоа не цели прашањето, ќе соработувате ли? Која е јас со цело срце? Апсолутно. Зашто? Затоа што во интерес на граѓаните. Доколку немам фидбек и од Советот, и од општина, и од Скопје, ќе извадам цела општина надвор. И ќе одам пред Скопје, пред општинатска зграда на Скопје. И ќе барам одговори, а нема да се препукувам преку телевизија. Како што го правеа. Сега централната власт не е на моја страна, јас ќе си ќутам и нека се заглави аеродром скроз. Нема да го правам тоа. Ќе излезам со граѓаните затоа што е интерес на граѓаните. И ќе отидам пред општинската зграда на град Скопје и ќе барам решение. Ќе барам одговори зашто не се даваат тие финансиски средства. Што се определени? Нели имаме ние унгарски кредит, преку него се финансираат средства. Зар мислите дека мене владата би ми го прекинала тој кредит? Со кој образ? Со кој лице би го прекинале тој образ? Би било објективно ако аплицирате со соодветен издржан проект. Тие се аплицирани више, да речеме, аплицирани се. У некоја почетна фаза се тие проекти. Зар мислите дека ќе ги прекинат? Со кој лице би ги прекинале реално? Од тој аспект би правил притисок вон институционален, тоа го зборам. Институционален притисок ние гледаме како да се прави. Даниела проба да прави институционален притисок, ама беше блокиран од сите страни. И замре тука све. Вон институционален притисок ќе правам со сите граѓани на општина Аеродром. Тоа можам да го ветам. Добро, и така ќе се борам. Иако нели печатокот дека од протести малку до овде име на Скопје, нема сега. Видете, ама па само така се добива во Скопје нешто. Треба да извадите луѓе на улица, да барате, да си ги барате своите права, кој што беше со загадувањето. Еве, токму во аеродром имаме луѓе на улица. По тој повод, што ќе превземете, можеби, штом седнете на... Што направија тие луѓе? Излегоа на улица, протестираа месец дена и на крај дојдоа и градоначалникот веде, после месец дена излезе, дојде и министерот за внатрешни работи, значи се собра, успеа луѓето да ги соберат и да почнат некоја процедура за вардариште. Било каква ние не бараме да го решиме со физибилити студија вардариште. Тие барања беа од почеток на луѓето. Видеокамери, обезбедување, физичко обезбедување, све што беше издржано. Ама успеа со протест
да ги соберат сите. Така? Значи, протестот не може да не делува. Поготово ако се работи за здравје на луѓе. Се работи за еден пример каде што е малку и сложен во смисла на надлежности и така натаму, кој е вашиот концепт и апропо тоа и ова со надлежностите, дали се јасно дефинирани, треба промена, дали граѓаните се доволно упатени за што кој е надлежен, ако самите институции не се упатени. Граѓаните, мислам дека, видете, граѓаните нема што да ги интересира кој е надлежен. Граѓаните сакаат кога излезат од дома да им е чисто. Зар мислите сега ако излезе градоначалникот на аеродром, ја да речам, не е чисто ради централна власт и граѓаните ги речат, добро. Граѓаните знаат да бидат чудени нашиот народ, да бидат, како да речам, директни, дури да не речем експлицитно вулгарни во тоа кога им треба нешто, бидејќи ќе ви кажам пластичен пример. Значи, деновиве со протестите, кога сме биле сите на некој начин плюс-минус заглавени во сообраќај, имаше многу свирежи и многу пцовки. Тогаш дел од граѓаните заглавени во сообраќајот не пцуеа ни по локалната, ни по централната власт, туку пцуеа по демонстрантите. Тоа ми е муабетот. Значи, граѓанинот го чувствува проблемот во моментов и бара решение сега. И сега, колку и да звучи ова вулгарно или надвор од логиката, меѓутоа, ако надлежноста на град Скопје во други општини, каде што нема јавно комунално предпријатие, е на град Скопје, а јас гледам ѓубре кое ми мириса, кое ми пречи, а сум граѓанин, немам појма кој треба да собере, меѓутоа поблизок ми е градоначалникот на мојата општина отколку градоначалникот на град Скопје. И јас од него барам и почнувам по него дури да излевам негативни емоции, па дури и псовки. И тука е проблемот на запознавањето со надлежностите, од овој народ конечно треба да знае по кого да вика, ајде да не биде псуење. Овој народ треба да вика по секого ако не му е чистено. Тоа е мој став. Зашто овој народ викаше прво по ВД градоначалникот? Иако не се негови ингеренции. Затоа што он е прв на удар, му прави притисок на него, за да он направи притисок натака. Он е власта и локалната власт моментално е иста. Добре, имаше едно видео се вртеше, нели ќе се обидам со Тошковски, го кажавте примерот. Така, за тоа зборам. Тоа беше притисокот на граѓаните. Ние во аеродром најмногу го чувствуваме мирисот. Добро, вие во рамките на вашата надлежност, доколку нели го добиете довербата, што ќе преземете со конкретни случаи? Со конкретно решенија, конкретни со овој случај, кој би ги презел? Примарно, прво, тоа ќе бидат долгорочни решенија. Прво, да се разбуди свеста кај тие што се одговорни за ова, за да преземат нешто, константен притисок, доколку не е во наша надлежност. Сепак, секакви акции за велосипеди, акции за велопатики. Мора да се да најдеме начин да го намалиме загадувањето. Ние, ако се сеќате, во времето на нашата локална самоуправа, имавме една компостана со европски пари донесена, која никогаш не профункционира. Знаеме што е компостана, преработка на ѓубриво и прави хумус. Нешто што го употребува од лисијата се. Не ја употребивме никогаш. Зашто не употребивме? Нешто со кое можеше да се собира ѓубре, можеше да се реагира. Луѓе, не може, еднаш мора да сватиме дека мора да правиме нешто во интерес на граѓаните. Не може само да седиме да се префрламе одговорноста горе-доле. Да, општината има ингеренции да даде субвенции за клима уреди, да не се гори и да ги зголеми инспекцијските надзори. Тоа мора да го прави општината, што е во нејзина надлежност. Затоа ве прашавме, нели, во врска со советот и во врска со другите инстанции, бидејќи најчесто и сведосивме тоа, и во минатото сме биле сведоци, каде што, например, началникот вели, јас сакам, ама ете од советот немам поддршка, или сакам, ама ете владата ме игнорира, и секогаш постои некаков изговор дека некој друг е виновен, вака сега ќе ви кажам. А тој ги добил гласовите од граѓани. Седниците ќе бидат јавни. Сите до една јавни ќе бидат. Ќе се пренесуваат на YouTube канал, каде што ќе пратат аеродромци. И нека гледаат кој не е за преземање на мерки. Зар мислите дека нема да дојдат пред општинската зграда? Зар мислите дека ќе има некој лице да блокира проекти што се во интерес на граѓаните? Не зборам за зграда. Проекти што се во интерес за граѓаните. Зар мислите дека некој ќе се обиде да блокира? И партиска директива да е. Нека излезе, нека објасни зашто е блокирал. Која е причината? Дали е финансиска или дали е партиска само? Ако е финансиска, ќе треба да образложи. Ако е партиска, бујно. Добро, може да е лична и човечка и суетна. Не, поред, ама треба да образложи. Имале да не заглавуваме на ова. Да преминеме на урбанизација, долгорочна визија за општината. Да, споменавте градење зграда,
Ликот на развој, аеродром. урбанистичко планирање, најчесто нели тука се наоѓаат забелешки, се употребува еден израз бетонизација, од другата страна се зелените површини за сметка на нив и така натаму. Балансот што ќе се прави следно време. Тоа го кажав претходно, значи аеродроме во претходните години, да не речам со еден збор, ама силуван, буквално, избетонизиран. Луѓето, поготово тој ние што го викаме на улица Руди Чаевац, тоа не знаете колку згради има, таму тоа е цел град. Луѓето немаат каде да паркираат, има недостаток баш таму има за место за градинки. Ја реков, тој дел на аеродром треба да престане буквално со градење. Буквално. Да пробаме да го одржиме тоа што сме го направиле, да ги реновираме сите игралишта, да реновираме сите паркови. Тоа се фирми кои ги изведувале. Така, да ги видиме договорите кои ги изведувале тие фирми, дали има договори за одржување. Па ако имаат договори за одржување, зашто не се одржуваат? Па се активираат банкарски гаранции. Значи, општината треба да биде еден вид надзор на све тоа. Ево таму би тргнал јас. Реновирање на сите игралишта и запирање на урбанизација во тој дел. Урбанизација, да ви кажав, ќе ја префрлам во Долно Лисче. Таму ќе треба да се шириме. Таму има простор за ширење, има простор за и таму да се прават, ние како што ги нарекуваме тие куќи и згради до 2 спрата, не повеќе. Зашто ни се нас повеќе згради? 100.000 жители има аеродром. Пола од становите на Руди Чаевац се празни. Купени а празни. Значи, дај да се шириме натаму. Дај да шириме индустријска зона. Дај да вработуваат наши луѓе. Да вработуваат луѓе од аеродром, од општината, да им дадеме шанса на тие луѓе. Тоа е мојата визија за аеродром. Запирање на градење во тој дел максимална урбанизација на луѓето, патеки, да се реновираат голем дел од таа водоводна, нема канализација луѓето, водоводна мрежа, да се реновира све тоа. Треба да им дадеме фокус таму на тие луѓе. Не е битно за кој го даваат тој глас, луѓе се. Не е можеби во директна надлежност на општината, Добре. споменавте инвестиции, односно отворање нели на нови бизниси и така натаму. Ги лоциравме те во одреден дел каде што потенцијално тоа би се правило во некаква индустријска зона. Има и така. индустријска зона. Да, Горно моментот Долно ние Лисиче. на кој начин општината го гледате тој развој, на кој начин општината може да придонесе во подобрување на таа бизнис клима. Видете, прво, секоја општина и секој началник треба да седне со сите општествено одговорни фирми. Да им даде услови за инвестирање во нашата општина. За градење на фабрики, за градење на представништва, со ослободување од комунали, за да ги поттикнете тие општествено одговорни фирми да инвестираат во аеродром. Со самото инвестирање, со самото плаќање на даноци, со самото вработување на луѓе од општина аеродром ќе се подигне економскиот капитал на таа општина. Зашто го зборам ова? Затоа што аеродром е голема општина. Значи нуди широк потенцијал. Значи имате малтене 100.000 жители. Тоа е маса народ. Тоа е од кој кадар, тоа е кадар што ние треба да го искористиме. Зашто го зборам ова? Ја после ќе ви предам на проект што ја планирам да го направам, пак ќе кажам, за доброто на граѓаните. Ама ќе го оставам за понатака. Тоа е мојата замисла. Што го збориме, значи финансирање на млади предприемачи. Тоа го имаме у програмата. Финансирање за отварање на фирми, помош од општината да им се даде субвенции, да се развива, да се отвараат фирми, да има размена на идеи, да има тоа е целта на една општина, малтене. На кој начин би било тоа со отстапување на простор, со ослободување, не знам, од фирмарини и други давачки или со директно учество со капитал? Директно учество со капитал ќе биде во зависност од тоа колку средства се имаат. Ама да се направи целна група на граѓани на која ќе се дава директна финансиска помош, да, ама тоа ќе биде целна група на граѓани што реков до 29 години што се работно способни, што можат да отворат бизниси, се имаат идеи како да го развијат. Критериуми секако на Апсолутно. Тоа е идејата главна. Ја така го гледам, општина аеродром да се развива. Како ќе биде, како ќе се одвива, да видиме после изборите.
Велите дека повеќе се на терен, повеќе Да. од изборната Да. кампања од официјалната. Верувам дека граѓаните веќе и се чувствуваат блиски да ви се обратат со идеи или со клучни проекти кои што треба да се превземат, па ете, ние милуваме да го поставиме тоа прашање што ќе направите прво доколку седнете на градоначалничкото место, ете како прв човек на општината. Прво нешто што ќе направам, ќе ја зголемам платата на сезонските работници и на луѓето што се одговор на дело преку советот. За да ги мотивирам, за да почнат, за да се, не за тие луѓе работат сигурно, за да ги мотивирам за да работат уште повеќе. Второ, ќе се набави организација, значи машини за работа, опрема, да бидат тие луѓе да се чувствуваат дека вредат општинава, а не само доаѓаат да го собираат сметот. Доколку град Скопје продолжи да се однесува како што се однесува. Второ нешто што би направил е, реков, зголемување на безбедноста. Видеонадзор на сите школи. Да видиме што, како, зашто, мора да зголемиме безбедноста на нашите најмили. Пренесување на локалната самоуправа во школите. Голем број родителите не знаат што нуди локалната самоуправа. Не знаат што проекти нуди локалната самоуправа. Стипендии за најдобри ученици, стипендии за социјално загрозени семејства. Тоа не се стипендии, огромни финансиски средства, стипендии за основни средства. Да ги мотивираме децата да... Тоа веќе постои како стипендии. Постои, ама е замрено со исплаќање. Иначе постои и најавено е дека ќе се зголемува, па ништо не е. Добро, ако не допира до јавноста, веројатно така, интензивно една кампања за да ги поттикнеме и децата. Второ, зашто зборам? Зашто се жалат највише граѓаните? Освен чистотата, затоа што се жалат и како ја гледам јас чистотата. Прво, мора да најдеме аутсорсинг фирми кои ќе го поделиме аеродром на неколку зони. Мора да најдеме аутсорсинг фирми кои директно се занимаваат со тоа. Со услов тие, ако не, сезонски работници се пребацат кај нив, за да ги искористиме капацитетот на тие сезонски работници и второ, да се упатат у тоа што го работат. Колку хортикултуристи имаме ние во општина Редом? Ниеден. Па не е само да пуштите вода да го навалите цвеќето, така? Тоа се одржава, треба некој да го знае тоа. Има фирми кои се за тоа работат, одржуваат дворови, одржуваат површини зелени. Зашто да не може да ги искористиме? Јас можам што сакам да кажам дека помалце средства ќе потрошиме. Кога ќе поделиме сите средства ќе ги поделиме на неколку фирми. А не една фирма да работи со све или тоа да правиме преку општината, како што е предпријатието, кое видовме колку го чисти аеродром. Тоа го зборам цело време, извини, само да го кажам. Општина Аеродром треба да биде надзор на све. Надзор на секоја фирма. Утре ако нема таму, ако не е зеленилото таму како што треба, која фирма не е? Активирај магаска, да видите како ги сичи све. Зашто да не може така да функционираме ние? Зашто мора општинското предпријатие внатре во самата општина да генерира партиски војници? Дадовте пример дека актуелниот градоначалник ги довршил дел од градинките кои што сте ги започнале. Ќе ги довршите ли проектите на Митески кои што сметате дека се важни за? Апсолутно сите проекти што се од интерес за граѓаните ќе ги довршам. Нема ни еден да прекинам. Што се во интерес на граѓаните. Проекти што мислам дека нема да донесат бенефит кај граѓаните, нормално дека ќе прекинам. Ама мислам дека граѓаните заслужуваат да знаат зашто се трошат нивните пари. Апсолутно. Да знаат колку финансиски средства има и зашто ги трошиме нивните пари. Имате конкретна стратегија како ќе ги вклучите граѓаните, ете можеби во со референдум. На горчливи прашања ќе правам референдум. И ќе ги прашам граѓаните. Имате толку и толку средства финансиски за располагање, дајте на референдум да видиме зашто да ги искористиме. Дали сакате да ги искористиме за патека, дали сакате да ги искористиме за детско игралиште, дали сакате да искористиме за реновирање на вецињата во школите. Мислите дека не можат граѓаните да одговорат? Ќе се водите од одлуките на граѓаните? Апсолутно ќе се водам, затоа што тоа е и нивна одлука и моја одлука ќе биде. Јас сум граѓанин на таа општина. Јас се надевам дека приоритетите ќе ни бидат на сите, па на 90% можам да кажам граѓаните исти. И ќе користам референдумот за горчливи прашања, а не да донесам дук да дигнам зграда, а да имам протест на граѓани доле. Ворете тоа. Еве, ворете ли? Те избрале,
на избори и да донесеш дуб да направиш зграда, без да се консултираш со граѓаните. За мене не е во ред. И во врска со комуникацијата, ете го кажавте референдумот како нели една од инструментите, алатките кои што се на располагање, иако и тоа чини пари реално и време и губење време и така натаму да се организира. Меѓутоа околу транспарентноста, самиот начин на комуникација со општинската администрација во смисла на отвореност, достапност, Дигитализација. Да, апсолутно. вештачка интелигенција спомнато неколку Да, пати. има, гледам дека има за вештачка интелигенција, некои партии ја брендираат дека Како проекти, да, вештачка веќе, како интелигенција. готови проекти. Во ред, цел свет ја користи вештачка интелигенција Апсолутно, и јас апсолутно зборувам за помош на достапни сите. алатки кои што се на отворен пазар. Ама секако општината ќе има отворени денови за комуникација со сите граѓани, така да ја верувам дека тие денови ќе бидат полни и ќе гледаме да излеземе пресред на сите граѓани. Да, апсолутно не е потреба дигитализација, затоа што преку дигитализацијата ќе спречите секој вид на корупција, што е, мислам, многу битно во нашата општина. Ама сепак би кажал дека таа отвореност и контакт со граѓаните, ја како општина ќе се водам затоа што ја така се водив како доктор, кој имав амбуланта, моите амбуланти беа преполни со луѓе и обично сестрите викаат аман бе докторе, вторник денеска цело Скопје го прегледа. Нека каже општинската зграда сите аман бе градоначалниче еден тон луѓе денеска. Да ги слушнеме сите. Да видиме зашто се жалат. Значи треба поголем простор за Да, прием на граѓани. не треба нова зграда. Тоа кажав, едно у проектите е нова општинска зграда. Моментално за оваа општинска зграда општината плаќа околу 10.000 евра месечно. Тоа се околу 120.000 евра годишно. Спари на граѓаните. Значи ни треба општинска зграда нова, која утре ќе оспособиме и од неа ќе... Во приоритетите ли е зградата? Апсолутно. Имавме нацрт, план за зграда цела кој беше поништен. И на кој беше правен парк кој се уште се прави 4 години. Иначе да, приоритет е општинска зграда од која нормално дека утре може на ниво на самата општинска зграда да има деловен простор кој ќе се изнајмува и кој бенефит ќе има пак зградата. И општината. И во врска со она, нели, цело време се вртиме околу хигиената, зеленилото, здравието и тука неминовно е загадениот воздух. Аеродром поради конфигурација на земјиштето можеби и во годините наназад често пати знаела да се најде како општина која што е на врвот на пикот на тие ПМ 10 ПМ 2,5 частички и така натаму. Што со тоа? Видете, не е само ние сега велиме дека тие луѓе што се греат на дрва, на све и се што се греат, да речеме, ние цело време нив ги обвинуваме. Вие треба да им понудите нешто како општина за да они го сменат начинот на грејење. Клучен проект за тоа е субвенцијата. На субвенцијата на клима уреди за да има помало емисија на такви согорливи частички. Тоа е клучно, мислам, затоа што ние знаеме дека обично ПМ частичките се во зимното време зголемени, зашто тогаш е потребачката на грејење голема. Вие мора да има возможите на тие луѓе, значи ќе удриме фокус на субвенции за инвертер клими и тоа не може да зависи пак ќе биде од средствата, ама во тој дел од годината тие субвенции ќе бидат за тоа наменети. И толку е. А како што ќе доаѓа пролета, имаме субвенции за велосипеди, значи што ќе може повеќе да го расшириме движењето со велосипеди. И кај популацијата со тоа ќе се намали и притисокот на сообраќај. Еве збориме, пошто пак мора да имате координација со град Скопје, така? Ако сакате да направите јавен превоз функционален, и со град Скопје така? и со другите општини. Ама јас Нормално повикани сте на соработка. така, ама јас се надевам дека кој да дојде да го приспособи јавниот превоз, тој ќе биде исти за аеродром. Ако го приспособа до центар, ќе биде исти аеродром, ќе биде приспособен, така? Значи мора да ја шириме свеста на граѓаните. Покрај јавен превоз функционален, да ги натераме додат за своето здравје. Себе да тргне од себе, меѓутоа без заеднички пристап да не изигруваме сега метеоролози или да бегуваме каде што не треба, меѓутоа јас реков конфигурацијата на земјиштето, често пати во одредени сезони се случува да загадувањето од некои други општини кои што се повисоки заради ветерот, магла, услови да налегне баш на аеродром, а тоа загадување воопшто да не е произлегло од аеродром. Тоа ми Апсолутно. Видете, ама сега тоа е проблем кој би го
Да, заеднички, затоа цело време Тоа е проблем на цела држава, не е да. проблем, да. Соработка мора да има, ама тука е и град Скопје, кој треба да потикне во нивниот дел, во нивните ингеренции да даде Ете и покрај сето ова кое што го наведовме, некако аеродром останува една од најатрактивните населби за стан повеќе, можеби во главниот град. Пренаселена ли е населбата, според вас? Да, аеродром е пренаселен. Факт е тоа дека е пренаселен, тоа го приметувам уште кога годиме се бали на работа. Ако порано сум излегувал само автомобил во 7:30 и сум стигнал на клиника во 8 часот, сега ако излезам во 7:30 ќе стигнам во 8:30. Таа гужва, тоа сливање на автомобили од сите страни си го прави своето. Апсолутно да, и голем број од луѓето се жалат дека е пренаселен. Затоа ја би рекол дека мислам дека конечно треба да се стави крај на таа бетонизација во аеродром. Тоа може само градоначалникот да го направи, никој не може друг. Да, тоа што е дадено дупови, тоа што е поддигнато, да, окей, тоа тука не може да влијаете како градоначалник. Тоа е веќе во фаза на градење. Ма вие може да поттикнете да тоа сопре во некој одреден период. Затоа што аеродром е урбанистички средена општина. И луѓето зашто сакаат во аеродром? Затоа што има тревници, има средени булевари, велопатеки, луѓето може пристап до кејна, до парк имаат. И затоа луѓето сакаат да живеат во аеродром. Ама вие мора да ги задржите во аеродром. Сега има се поголеми примери како луѓето се селат во аеродром. Ако не, она е населена, ама луѓе што ја ги познавам мои пријатели, не можам да живеам во аеродром. Пренатрупан аеродром, не можам да стигнам до работа до аеродром. Али пак ќе кажам, и тоа е во координација, и сообраќајте во координација со град Скопје. Добро, Ама Скопје има целост. привилегијата Да. да има таа инфраструктура, може би најдобра или апсолутно, подобра. има зелена површина голема, ама пак ќе кажам, затоа реков, таа зелена површина само треба да се одржува. Некако од режија ми најавуваат дека полека треба да ти имаш заокружуваме. комуникација со режијата, затоа и те гледам вака. Да, времето некако ни лета овде со нашите соговорници. Трајановски на крајот од секој излагање ние оставаме минута време за нашиот гостин, ете да се обрати пред оние од кои ќе ја бара довербата, па и ве повелете пред вашите сожители. Вака, прво би ги поздравил сите граѓани на општина Аеродром. Јас сум таму 44 години, буквално сум запознаен со сите убави и лоши работи што го следеле Аеродром. Ја барам поддршката од моите аеродромци, пак ја кажам, на 19 октомври да го дадат гласот за опција која може да донесе промени. Јас сум отворен по природа, имам однос отворен со сите граѓани, и како доктор, и како лекар, таков ќе бидам и како градоначалник. Ќе бидам отворен према сите граѓани, ќе ги решавам проблемите на граѓаните, ќе бидам со граѓаните на улица, нема да бидам во канцеларија, ќе бидам од Долно Личче до Железничка. И тоа ќе биде мојата работа. Ќе ги лоцирам сите проблеми и ќе ги решавам. Затоа мислам дека граѓаните ќе го препознаат тоа и ќе го дадат гласот. Останува да ви се заблагодарам за ова гостување и да посакам успешна кампања. Благодарам многу на поканата. Благодарам и од мене, а ние овде се одјавуваме и најавуваме нашата заедничка следна средба. Викторија, кога? Во понеделник, колега, малку да одмориме секако и ние. Се гледаме во понеделник. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам во краја своја, Скопје каже ми. Општината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025.